civilmedia.mk. Ова се кратки нозе. Добре дојдовте. Заедно со вас ги разоткриваме дезинформациите со неспорни факти и аргументи. Во ова издание ќе зборуваме за невистини изнесени од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски за одржување на Конгресот на СДСМ. Ќе ве информираме и за тврдењето на пратеникот Апасиев за наводно членување на директорката на Хелсиншки Пировска во управни одбори. А ви донесуваме и пример на сензационалистички наслов кој изнесува невистини за бројот на заболени од СИДА во земјава. Почнуваме веднаш. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски во гостувањето на телевизија Алсат на 2 декември, зборувајќи за оставките на премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев, изјави дека владеачката СДСМ на 12 овој месец ќе одржувала изборен конгрес во ист ден со најавениот конгрес на неговата партија. Да, неговата позиција е сега таква да вели на 12 ќе имаме изборен конгрес или веќе како го нарекуваат тоа што ќе се случува, исто така политички некултурно, бидејќи пред еден месец ние го закажавме нашиот редовен конгрес и малку е непријатно и политички некултурно во истиот ден вие да закажувате изборен конгрес. Тврдењето на Мицкоски дека ВМРО-ДПМНЕ на 12 декември во Скопје ќе одржи конгрес на кој ќе се избира лидер на партијата е точно. Но неговото тврдење дека СДСМ ќе одржи изборен конгрес за лидер на партијата на истиот датум со ВМРО-ДПМНЕ не е точно. Имено на 12 декември СДСМ ќе одржи избори за председател на партијата, што може да се види и од соопштението на владеачката партија. Започна постапката за кандидирање за председател на СДСМ изборите на 12 декември, објавено на 27 ноември 2021. Но и од партиската страница на СДСМ, каде на видливо место стои банер за вонредни внатрепартиски избори за председател на СДСМ. Според ова, тврдењето на Мицкоски дека СДСМ организира изборен конгрес на ист ден со претходно закажаниот конгрес на ВМРО-ДПМНЕ е невистинито и не ја поминува проверката на фактите. Иако оваа невистина може би делува како незначајна, таа може да доведе до заблуда кај дел од публиката, а кај дел да резултира со намалена доверба и во политичарите, но и во медиумите. Затоа политичарите треба да покажат далеку поголема одговорност кон јавноста во изнесувањето на тези информации, а медиумите треба да ги проверуваат поревносно нивните тврдења, затоа што тие се филтерот која заштитува публиката и јавноста од невистините и од дезинформациите. Во својот статус на Facebook од 1 декември 2021 година, пратеникот и лидер на левица Димитар Апасиев изнесе тврдење според кое може да се разбере дека извршната директорка на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска членува во повеќе управни одбори. Сакам да имам лампиони на Елкава колку што Уранија Пировска од Хелсиншки е членка по управни одбори у време на СДС. Хаштаг «Ах, животе луталице», напиша Апасиев на Фейсбук. Иако статусот на Апасиев не содржи конкретна бројка на лампиони, сугерира дека Уранија Пировска од Хелсиншки е членка по управни одбори. Меѓутоа, извршната директорка на Хелсиншки комитет Пировска во изјава за Фокус е децидна дека не членува во ниту еден управен одбор. Пировска објаснува дека сега е председателка на Комисијата за помилување и на комисијата што ја доделува наградата за човекови права Мето Јовановски, што била формирана по иницијатива на Хелсиншкиот комитет. Таа потсети дека Хелсиншкиот комитет секогаш има свој член во Комисијата за помилување, а тоа беше случај и кога председател на државата беше Ѓорѓе Иванов. Тоа не е вработување, се состануваме еднаш во месецот. Хелсиншки е невладина организација, не е институција. Јас не сум функционер, туку извршна директорка на Хелсиншки, вели Пировска за Фокус. Од ова што го видовме произлегува дека наводите на пратеникот Апасиев дека Пировска од Хелсиншки комитет членува во управни одбори не се точни. Што да речеме за оваа ситуација? По демантот на Пировска дека не е член на ниту еден управен одбор, пратеникот Апасиев остана со кратки нозе.
А ако остане на искажаната новогодишна желба и неговата новогодишна елка би можела да остане без лампиони. Во насловот едно, а во прилогот друго. Ова е една од најчестите форми преку кои невистините информации доаѓаат до публиката. Таков е случајот со порталот ohridnet.com, кој објави содржина со наслов "Нови 42 случаи на сида во земјава", еден од Охрид. На содржината објавена од ohridnet.com на 2 декември 2021 година во насловот се вели "Нови 42 случаи на сида во земјава, еден од Охрид". Меѓутоа, во прилогот воопшто нема информација дека има нови 42 случаи на сида во земјава, туку дека 6 мина се болни од сида. 36 лица од новооткриените се заразени со ХИВ, а 6 мина се болни од сида, стои во текстот на ohridnet.com. Иако повеќе медиуми известија за оваа групна бројка од 42 нови случаи како лица со ХИВ-сида, повеќето од нив се лица што се позитивни на вирусот ХИВ, а многу помалку се лица кои се заболени од сида. Медиумите треба да прават разлика помеѓу ХИВ и сида и соодветно да известуваат за официјалната статистика, затоа што во спротивно, наместо средства за информирање и за едуцирање на јавноста, тие стануваат средства за нејзино дезинформирање. Тоа беше се за овие кратки нозе. Се гледаме наскоро во нова заедничка потрага по вистината. Останете со Цивил Медија.